Вести на Канал 8. Добар ден. Од очекувани 15.000 граѓани од Кучани, Зрновци, Чешиново, Блешево, потврда за годишна даночна пријава поднеле 8.510 граѓани. Од Управата за јавни приходи, даночно оделение Кучани вела дека останува праксата на граѓаните да го чекаат последниот рок за доставување на потребните документи. За оние што нема да поднесат, ќе следуваат казни. Од вкупна бројка очекувани 15.000 граѓани од Кучани, Зрновци, Чешиново, Блешево што треба да поднесат годишна даночна пријава за остварени приходи во 2017 година, во Управата за јавни приходи во Кучани документи поднеле нешто повеќе од половина, или вкупно 8.510 граѓани. Од УЈП даночно оделение Кучани вела дека граѓаните уште еднаш потврдија дека останува лошата пракса или навика за се да го чекаат последниот момент. Сега е малку повеќе гужва отколку претходните денови. Значи очекуваме до 15 да бидат сите да дојдат и сите да си ги поднесат годишните даночни пријави. Имаме ние, значи предвидено дека очекуваме да имаме 15.000 пријави, до 12.3.2018 се примани 8.510 пријави. Што значи дека не е најдобро, но сепак е добро. Бидејќи казните, имаме и казни предвидено за нив, па сметаме дека секој ќе дојде да си ја поднесе пријавата, годишната даночна пријава. Од даночното оделение во Кучани потсетуваат дека годишна даночна пријава поднесуваат лицата кои што во текот на 2017 година издавале под закуп или кирија стамбен или деловен простор, гаража, земјиште, викендица, опрема, превозни средства или друг вид на имот, склучиле авторски договор, односно оствариле приход од авторски права и права од индустријска собственост, ако била исплатена дивиденда или камати по основ на заем исплатен на физичко или правно лице, ако оствариле капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот, ако оствариле добивка од општите игри на среќа во износ поголем од 5.000 денари, лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија, работно биле ангажирани во амбасада, мисија на меѓународна организација во Република Македонија или имале лични примања од дипломатски, односно конзуларни представништва на странски држави во Република Македонија, или пак остварувале лични примања кај представници и службеници на представништвата кои уживаат дипломатски имунитет или ако оствариле други приходи. Немаат обврска да поднесат годишна даночна пријава лицата кои што во текот на годината имаат остварено поединечно само приход од плата, пензија, земјоделска дејност и самостојна дејност. Својата обврска за поднесување на годишна даночна пријава граѓаните треба да ја извршат до 15 март, а тоа е уште само 2 дена. Од УЈП даночно оделение Кучани информираат дека оделението работи во 2 смени до 20 часот навечер. Рудникот Саса постави нов рекорд – 500 дена без повреда на работно место. Овој резултат, заедно со напорите за заштита на животната средина и новата инвестиција за подобрување на искористувањето на металот од рудата, беше повод компанијата да организира пресконференција на која ги представи постигањата. Рудникот Саса е рекордер со оглед што бележи најдолг временски период од 500 дена без повреда на работното место во оваа индустрија во земјата, но и пошироко. Предходниот рекорд во период од 11 години од рестартирањето на рудникот изнесуваше 210 дена. Ова е факт за почит и резултат на залагањето на сите вработени и на менаџментот во рудникот, беше речено на пресконференцијата што ја организираше раководството на компанијата. Саса постигна рекорд кој што е несвојствен не само за рударската индустрија, туку и воопшто, не само за рударската индустрија во Македонија, туку и во светот. Постигнавме 500 денови без никој работник да се повреди. Тоа е големо достигнување за рудникот, но она што е најбитно е што нашите вработени, секој од нашите вработени може да си отиде дома безбедно кај семејството. И ова достигнување не се случи по среќа. Во последните 18 месеци рудникот вложуваше многу во безбедноста и затоа го достигнавме и го направивме многу побезбеден од она што беше. Заедно со зголемувањето на безбедноста при работа, во Саса се работи на поголема ефикасност, односно на подобро искористување на металот во рудата. Поради тоа во погонот флотација се инсталира нов млин за домелување на рудата.
Купната инвестиција за инсталирање на овој млин за домелување на грубиот цинков концентрат изнесува околу 1 милион евра, вклучително со набавката на самиот млин, фреквентен регулатор за истиот проектна документација, инсталирање на електрична опрема, градежни активности и така натаму. Целта со набавката на овој млин очекуваме зголемување на искористувањето на цинкот за некаде околу 2%. Причина зашто рудникот се одлучил на овој чекор според Велиновски е што била согледана промена во физичко-механичките карактеристики на рудата во подлабоките делови на рудното лежиште, а што било потврдено од лабораториски испитувања од повеќе реномирани лаборатории, како и од потребата за подобро домелување на грубиот концентрат за да се добие потребниот квалитет. Освен за подобрување на ефикасноста во работењето, во САСА велат дека се грижат и за еколошките принципи, посебно со изградбата на современо хидројаловиште, во согласност со веќе одобрена студија за заштита на животната средина. Еден од најновите проекти на рудник САСА е правење на расадник во кој што, освен потребните видови, ќе се одгледуваат идентификуваните загрозени видови од студијата за биодиверзитетот. Во овој расадник ќе се одгледуваат сите тие растенија кои што потоа ќе послужат за рекултивација на деградираните површини кои што се во рамките во рудникот, и сето ова рудник САСА го прави во некомерцијални цели, туку уште еднаш да се афирмира како општествено одговорна компанија која што заштита на животна средина и е трајна обврска и императив. Новите собственици на рудникот САСА, компанијата Central Asia Metals од Лондон, најавија дека ќе продолжат со инвестициите во нова најсовремена технологија во производството, но и во понатамошна грижа за вработените и за поголема општествена одговорност кон локалната заедница. Со нов писмен допис до Канал 8 се јави поранешниот градоначалник Ратко Димитровски по демантот за сомневањата дека раководители во локалната самоуправа не пријавиле данок на имот. Според него, ставовите на нашата телевизија и на актуелниот градоначалник Илиев биле извратување на вистината, поради што се одлучил на краток одговор што го пренесуваме во продолжение. Моето воспитување, образование во европски центри, работното и политичко искуство, како и културата на комуницирање, не ми дозволува да се симнам на вашето ниво. Стоички сум ги примал и сега примам неосновани ниски удари од сите оние на кои им сметале моите успеси. Во своето долгогодишно работење секој пат сум се грижал да направам пред се добро за својата околина, вработените, заедницата, системот и државата. Ова посебно во мојот 8-годишен мандат, кога сум наоѓал време да го примам секого и сум настојувал во границите на можностите на секого и на секое место во општината да помогнам. Никој пат не сум ниту помислил, а ниту направил да печалам на грбот на другите, било на поединец, на системот или надворот законот и прописите. Токму поради тоа, ќе оставам на вас да ја продолжите кампањата која сте ја почнале со аргументите на силата, а не со силата на аргументите. Но времето ќе го направи своето и ќе покаже вистината да излезе на виделина, се вели во одговорот на поранешниот градоначалник Ратко Димитровски. Канал 8 оценува дека со новиот писмен допис поранешниот градоначалник Димитровски ја избегнува суштината на поставените прашања, во кои тој се препознал и оценил дека треба да реагира. Сепак, заради јавноста, прашањата заслужуваат одговори што ќе бидат побарани од надлежните во општината, се вели во уредничкиот одговор на нашата телевизија. Редакцијата на Канал 8 го разбира менувањето на комуникацискиот тон на поранешниот градоначалник, но не може да прифати одстапување од принципите на транспарентност, отвореност и отчетност, особено од личност која речиси 9 години раководеше со локалната власт. Како медиум кој во таа неполна деценија не доби никаква подршка од општина Кочани, Канал 8 никогаш не престана да известува точно, навремено и објективно и секогаш да поставува прашање и да го брани интересот на граѓаните. Токму во таа смисла, заради целосно откривање на вистината, ги поставивме прашањата на поранешниот градоначалник на Кочани. Дали плаќал данок на имот на се што поседува, куќа, викендичка, компанија и колку вкупно плаќал на годишно ниво. Дали по уплатата на општински данок му се враќани пари по некој основ, дали како што беше изнесено во јавноста, откако дојде за градоначалник, данокот на имот за неговата куќа бил намален, додека другите граѓани добиваа повисоки даночни сметки.
Без разлика што поранешниот градоначалник не удостои со аргументиран одговор барем на дел од овие прашања, Канал 8 подсетува дека нив јавно ги постави и до одделението за даноци, до службите за односи со јавноста и до градоначалникот Илиев. Во крајна линија, како медиум ќе го користиме слободниот пристап до информација од јавен карактер, за и ние и јавноста да биде информирана за даночната уредност и на претходниот градоначалник, но и на сите функционери чиј извор на високи примања се всушност парите на граѓаните. Членовите на планинарското друштво Согово ја реализираа втората хуманитарна акција за помош на жителите во планинските села на Соговијата. И овој пат им однесоа лекови, храна и други потребни продукти, во чие донирање учествуваа фирмите и граѓаните од Кочани. 13 планинари, членови на планинарското спортско друштво Согово од Кочани учествуваа во втората хуманитарна акција за помош на жителите на планинскиот регион. Според информациите од председателот на друштвото Тошо Антов, акцијата поминала успешно, а биле опфатени стари и изнемоштени лица кои живеат во неколку мала од селото Небојани. Во маршот, што бил организиран до куќите кои што се расфрлани низ Соговијата, биле поминати 20 на километри, а однесени се поголем број лекови, прехранбени и други неопходни продукти. Антов додава дека и овој пат голем придонес за успешно реализирање на акцијата дале повеќе поединци и фирми од Кочани и регионот кои учествувале со сопствени донации. Поради тоа, тој упати благодарност за хуманоста и за нивниот позитивен одговор на барањето од нашите планинари. Во двете акции, што во рок од 2 недели ги организираше планинарското спортско друштво Согово, беа посетени 40 на жители на селата Полаки, Небојани и Крушка, кои поради лошите временски услови имаа проблеми со сообраќајната комуникација. Со организирањето на хуманитарната кампања, планинарите покажаа дека населението во планинскиот регион не е заборавено, ветувајќи дека и во иднина ќе организираат слични акции и посета за жителите во планинскиот дел на општината. Апел за помош од семејството Стаменкови од Виница за собирање средства за неопходната операција во Турција за трансплантација на црн дроб на Кире Стаменков, кој боледува од цироза на црниот дроб. Ги моли сите хумани граѓани кои се во можност да донираат. Семејството Стаменкови од Виница упатува апел до сите хумани граѓани кои се во можност да помогнат на Кире Стаменков од Виница, татко на 2 деца кои што боледува од цироза на црниот дроб. По извршените испитувања на клиниката за гастроентерохепатологија во Скопје и по диагностицираната цироза, дадена му е итна препорака за трансплантација на црниот дроб од жив донор. Зафат што не се извршува во Македонија. Во тек е обезбедување на документација за добивање конзилијарно мислење и одобрување средства од Фондот за здравство за упатување на операција во странство. Покрај потребните лекарства за хепатитот кои се плаќаат на приватно, а кои Стаменков треба да ги прима до крајот на животот, а изнесуваат 500 евра месечно, и покрај борбата да се најде лице од роднинска линија кој ќе биде донор, фамилијата во овој тежок период има потреба и од собирање финансиски средства за трансплантација на црн дроб. За таа цел, семејството Стаменкови од Виница ги повикува сите хумани граѓани да помогнат во донирање на средствата за операцијата и престојот во Турција, која што чини 85.000 евра, со дополнителни трошоци за 10-дневниот престој од околу 7.000 евра, трошоци за пред и постоперативно лекување од околу 13.000 евра. Без оваа трансплантација Стаменков не може да живее. Кире Стаменков е сопруг и татко на 2 малолетни деца од 7 и 10 години. За таа цел отворена е девизна сметка за донации од странство. Следуваат информациите од спортот. Екипите на фудбалската школа Фудбал Старс, кои се напреваруваат во пионерската и детската лига, го одиграа редовното 12-то коло. При тоа забележаа 5 победи, 2 порази и 1 нерешен резултат. Екипите на Фудбал Старс наидоа на релативно потешки противници во првото пролетно 12-то коло од пионерската лига, што се одрази и на постигнатите резултати кои сепак им донесоа бодови. Во регионалната лига Исток, генерацијата 2001 како домакин на теренот во Горни Подлог
ја совлада екипата на Кожуф од Гевгелија со 3:1. Добрата и цврста игра во која нашите фудбалери постојано ја имаа иницијативата им ја донесе победата, иако реално тие можеа да постигнат уште некој гол повеќе. Со освојувањето на 3 бода, екипата сега е на првото место, но има и надпревар повеќе од второпласираниот тим на Куманово Евроспорт, кој е директен конкурент за врвот. За разлика од нив пак, генерацијата 2002 на Фудбал Старс, која се надпреварува во регионалната лига за помлади пионери, исто така се сретна со своите врсници од Гевгелија и играше нерешено 2:2. Поделбата на бодовите не им оди во прилог на домашните со оглед што противничкиот тим е далеку подолу на табелата. Со изгубениот бод, нашите пионери сега се на 4-та позиција и имаат 21 бод, 7 помалку од првопласираното Куманово. И во детската фудбалска лига се одигра 12-тото коло, при што екипите на Фудбал Старс за противници ги имаа соодветните тимови на фудбалскиот клуб Кочани. Висока победа од 5:1 извојува генерацијата 2005-2006 на Фудбал Старс, а фудбалерите од генерацијата 2007-2008 беа уште поубедливи и на крајот славеа со 8:1. За разлика од нив, нивните клубски колеги од генерацијата 2009 не беа рамноправен противник на тимот на Кочани и загубија со 3:2. На крајот одиграа и најмладите од генерацијата 2010-2011 и при тоа тимот на Фудбал Старс победи со 4:1. Освен првенствените се одиграа и 2 пријателски средби во кои нашите момчиња гостуваа во Штип против екипата на Мал Ајакс. Генерацијата 2005 на Фудбал Старс славеше победа од 3:1, додека генерацијата 2006 доживеа пораз од Штипјани од 6:5. И уште една информација од спортот. На меѓународниот карате турнир Фунакоши Гичин 2018, што во организација на Карате Федерацијата на Македонија се одржа во саботата во Скопје, каратистите на клубот Партизан се вратија со освоени 8 медали. Каратистите на карате клубот Партизан од Кочани за кратко време повторно се вратија со освоени медали. Овој пат освоија 8 медали на меѓународниот карате турнир Фунакоши Гичин 2018, што во саботата се одржа во Скопје. На турнирот учествуваа со 6 надпреварувачи кои во конкуренција на 450 каратисти од Македонија, Србија, Бугарија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово освоја 8 медали, од кои 4 златни и по 2 сребрени и бронзени. Златото го освоија Ѓорги Петров во категоријата помлади кадети до 52 килограми и истиот надпреварувач во категоријата кадети до 57 килограми. Кристијан Грозданов во категоријата помлади кадети до 48 килограми и Благоја Тасевски во категоријата помлади кадети до 36 килограми. Сребро освоја Кристијан Грозданов во категоријата помлади кадети до 45 килограми и Филип Стојанов во категоријата до 38 килограми. Со бронзени медали се вратија Ангел Стојанов во категоријата помлади кадети до 48 килограми и Мартина Шахинова во категоријата кадети до 54 килограми. Турнирот беше во организација на Карате Федерацијата на Македонија. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.